Вие сте со програмата на КТВ, емитуваме вести. Според информациите од метеоролошките станици се најавуваат ниски температури под нулата во деновите понеделник и вторник. Препорачано е да се изврши превентивна заштита од пролетни мразеви со заштитно средство калиум сулфат во доза 1% на хектар. Заштитата да се изврши во деновите понеделник и вторник, 7 и 8 април, во период од 8 до 18 часот, особено во реоните кои се подложни на пролетни мразеви, како и депресивни локалитети, советуваат агрометеоролозите. Во катастарските општини и поедини места во Тиквашијата, како што се Трстеник, Росуман, Манастирец, Куриите, Сопот, Марена, Тимјаник, Ридишта, Главите, Црно поле, Дубровско, Бутчето, Калдрама, Криволак, Пепелиште, Дреново, Брушани, Возарци, во фенолошки развој на отворање на папки, мишји уши, отворање на папки, развоен стадиум, врвовите на зелените ластари се јасно видливи, се следните сорти: Смедеревка, Шардоне, Темјаника, Мерело. Се информираат сите лозари да извршат третирање на овие сорти задолжително, но и на останатите сорти кои во одредени реони го постигнале овој фенолошки развој. Калиумот навлегува во листовите и ластарите и ја зголемува концентрацијата на сок, а ја истиснува водата. Калиумот е добар за фолијарен третман и е најдобар за заштита од мразеви. Ефектот е да се намали точката на мрзнење, како што се користи солта за одмрзнување на патиштата за движење. За оваа цел користете исклучиво калиум сулфат или калиум хлорид. Немојте да користите калиум нитрат, затоа што ќе ја зголеми можноста за мрзнење на папките и ластарите, велат агростручњаците. Во изминатиот период се одвиваа градежни работи за реконструкција на улица во селото Тремник. Согласно основниот проект за реконструкција на улици во Тремник се реконструираше и асфалтираше улица 4, која содржи 3 краци во вкупна должина од 360 метри. Вредноста на работите согласно договорот изнесува 4.136.000 денари, а средствата за реализација на проектот ги обезбеди општина Неготино од сопствениот буџет. Синоќа во 23 часот и 15 минути на автопатот А1 на бензинска пумпа во близина во Неготино, полициски службеници од полициска станица за граничен надзор Михајлово го лишиле од слобода 26 годишниот МД од Неготино. Имено, тој украл патничко возило Ауди со битолски регистарски ознаки, сопственост на СД 38 години од Неготино, кое според пријавеното било паркирано во двор на Чичко на пријавителот во Неготино и потоа со возилото на автопатот во правец кон Велес скршил рампа на наплатна станица Виничани, а по кратко време повторно скршил рампа на наплатна станица Виничани, но во правец кон Градско. Преземени се мерки од страна на полициски службеници, пошто МД бил принуден да го запре возилото. Од извршените проверки било констатирано и дека го управувал возилото пред да се стекне со право на управување и со 1,54 промили алкохол во крвта. Тој бил задржан во полициска станица, бил известен јавен обвинител и по документирање на настаните против него ќе бидат поднесени соодветни поднесоци за сторени прекршоци и кривични дела по член 297а и 383 став 1 од Кривичниот законник, информираат од СВР Велес. Во изминатиот период во Министерството за внатрешни работи од страна на граѓаните пријавени се повеќе кривични дела измама кои се извршени во врз по возрастни лица. Сторителите ги доведуваат во заблуда лицата на тој начин што им се јавуваат телефонски и им се представуваат како службени лица, најчесто полициски службеници, и од нив бараат финансиски средства за ослободување од кривичен прогон на нивни деца или внуци кои наводно непосредно пред јавувањето направиле сообраќајна на несреќа со смртни последици. Измамниците ги контактираат жртвите најчесто на фиксен телефон, но има случаи каде што се контактирани и преку мобилен телефон со скриен број, а за да бидат поуверливи во позадина се слуша глас кој бара помош. Министерството за внатрешни работи ги известува граѓаните дека се преземаат мерки и активности за расчистување на досега пријавените кривични дела и дека апелираат до граѓаните да не наседнуваат на ваков вид измами, доколку бидат контактирани веднаш да пријават во полиција, советуваат од МВР.
Со Панче Тошковски на чело на МВР, хаос се случува по македонските улици. Безбедноста е загрозена, нема никаков ред и поредок, рекоа на денешната пресконференција од СДСМ. МВР се сведе на тоа да не може ниту еден джип неправилно паркиран да санкционира. Скандалот во Дебар Маало по кој знае кој пат го потврди нефункционирањето на МВР, ама го покажа и каубојското аздисување на бодигардите на функционерите на власт. Двајца полициски службеници, обезбедувачи на председателката на државата, лажно тврделе дека погрешно паркирано Порше на Срџан Керим е службено. Тие барале Поршето на Керим да не биде кренато од пајакот, тие потикнале неказнивост. Да не беше реакцијата на младите и во овој случај ќе беше заташкан, но по бурните реакции МВР беше принудена да поведе дисциплински постапки. Но факт е дека во последниве 9 месеци, како на лента, се редат скандал по скандал со телохранители на највисоките државни функционери, велат од СДСМ и додаваат. Од обезбедувањето на премиерот Мицковски, едниот оддавал државни тајни, другиот напад на полицаец, попречувајќи акција против дрога. Обезбедувањето на Гаши направи инцидент на Скопскиот аеродром, извади пиштол, турна и напад на полицаец. Сега обезбедувањето на председателката вмешана во скандалот во Дебар Маало. Ова не се изолирани инциденти, ова е системски распад на безбедносниот апарат. Полицајци кои треба да не чуваат, работат за интересите на криминалци, мокници и тајкуни. Начело на сите нив е Панче Тошковски како министер кој го дозволи овој распад во МВР, реагираат од СДСМ. Селективната истрага за трагедијата во Кочани јасно демонстрира дека владата на Мицковски свесно ги штити функционерите кои се дел од нивната коалиција. Надвор од сите правни норми е фактот што како осомничен во истрагата се јавува само еден поранешен директор на Дирекцијата за заштита и спасување, додека актуелните директори се целосно изземени од одговорност, велат во соопштение од Левица. Во него се додава, од 2008 до 2017 година со оваа нефункционална институција раководеше Шабан Салиу, кој моментално е министер без ресор во владата на Мицковски. Дополнително неговиот внук Кашмир Салиу моментално е заменик директор на ДСЗ по принципот на задоволување на коалиционите апетити, без да се земе во предвид компетентноста за една ваква институција која треба да ја гарантира безбедноста на граѓаните. Во истрагата не е опфатен ниту актуелниот директор на Дирекцијата за заштита и спасување Джеват Селами, кој воопшто го нема ниту да се појави во јавноста како клучен одговорен во алката на системот за заштита, реагираат од Левица. Левица и Апасиев во директен договор со извршител и банка купиле конфискуван имот за 3 пати пониска цена. Левица и Апасиев се фатени инфлагранти во сделката на деценијата за која многу светски инвеститори можат да им позавидат. Само Левица и Апасиев можат да купат деловен објект одземен преку извршител од некој граѓанин или фирма кои не можеле да го враќаат кредитот за 3 пати пониска цена од пазарната, обвинија денеска на пресконференција од ВМРО ДПМН. Левица и Апасиев, кои декларативно беа против извршителите, не се колебаат да купат одземен имот од истите тие извршители. Уште поголем проблем е ставот на Левица дека извршителот немал ништо со преговорите, туку дека тие се договориле со банката и објектот го земале со хипотекарен кредит. Ако договарале со банката, како истите ја постигнале таа цена, кога во околината се продава имот за 3 пати повисока цена, прашаа од ВМРО ДПМН. Исто така прашаа дали има некој скриен договор или друга услуга која не е заведена договорно. Синоќа во галеријата при Дом на култура Иван Мазов Климе Кавадарци беше отворена изложба на младиот Пане Хаджи Василев од Кавадарци. Самиот автор за изложбата ќе каже насловот Лас Муерас или жените го представуваат концептот кој го развивав по паузата што ја направив од мојата претходна изложба. Инспириран од патувањата, особено од живопис на Шпанија, го искористив овој период за да создадам нешто ново, различно од моите претходни проекти, вели Хаджи Василев. Вечерва во музеј галерија Кавадарци ќе биде отворена изложба на слики од Илија Дојков.
Времето утре претежно облачно и студено со врнежи од дожд, а по високите места од дожд и снег. На планините врнежите ќе бидат од снег, ќе дува умерен до засилен северен ветер, на места и над 70 км на час. Во понеделник со засилен северен ветер, на места повремено ќе провејува слаб снег. Потоа времето ќе биде стабилно и ветровито, со утрински температури кои насекаде ќе бидат негативни. Ги гледавте вестите, ви посакувам секое добро.